мислам ќе биде малце напорно, ама нема зашто да не се почне. Ама ќе има поддршка у јавност, ќе има разбирање да, и се разбира, значи кога си добил толку гласови, си добил толку пратеници, с некој сериозно од тебе очекува нешто да направиш. Започна условно кажано апсењата за кои што се тврдеше дека нели ќе почнат, ќе се решава прво со правосудството и во суштина го поддржувам процесот на давање до знаење на судиите и на обвинителите дека не се недопирливи, дека не се кројачи на судбината на граѓаните и дека треба да се замислат малку кога делат правдата. Особено во случај кога нечија слобода, имот, иднина, живот зависат од одлуката на судијата. И затоа и ги поддржувам. А сега не можам да кажам ги поддржувам апсењата, но го поддржувам процесот на разрешување на тие ситуации. Тоа што но тоа е друг процес, веројатно ќе треба на тоа да се посвети внимание, а тоа е дека во целава ситуација околу приведувањето на врховниот судија Наки Георгиев се прави фама дека која што не смее да ја има, не смее во јавноста, ниту медиумите, ниту партиските дувла на било која партија не смеат при вакви ситуации да дозволат да ги осудат луѓето без при тоа да бидат изведени докази, да се разгледа што е ситуацијата, што навистина се случило и така натаму. Особено во ваков случај кога соработникот на полицијата е човек кој што веќе е осудуван претходно. Мислам татко му е осудуван, синот на Боро Малборо. Да, синот на Боро Малборо е соработник на полицијата кој што ги носи парите кај судијата Наки Георгиев. И се обележани пари, така. Обележани пари. Претходно неговиот татко беше уапсен за шверц на цигари, одлежа затвор, излезе од затвор и потоа повторно беше уапсен заради соработка со наркобанди со наркобанди од Бугарија, од Македонија, од Албанија, така е. Околу тоа би бил предпазлив малку, бидејќи разни случаи може да случат. На Милош случај му се јави еден човек кој што беше приведен заради и ставен во притвор. Да. За наводно дека барал подкуп од некого и дека се представувал како припадник на АНБ и барал пари. Кој е тоа? Еден човек, сега не мора да го именувам. Да. Човекот се јави и рече нема врска тоа, јас седев у кола, ми се јави тој да се видиме, не знам каде, не му барал пари наводно за кафе. Тоа беше приказната кој што да, значи човек ми се јави и вика тој ме викна да не излезам на кафе, не ме гледа да му дадам пари за кафе. Жена му картичката ли ја заборил? И вика ја отидов да му дадам пари за кафе. И вика ми фрли у кола обележани 500 евра, дојдоа ми уапси. Нити вика сум му барал нешто, нити некојаш имала каква врска. Значи, сам да кажам дека во целата ситуација треба прво да се причека, да се изведат доказите, да се разгледаат околностите и секако да се земе во предвид кој е соработник, кој ги обезбедил доказите и исказите и кој пријавил дека наводно се случувало. Јас имам информација, например, дека по предмет на Боро Малборо се одлучувало на Врховен суд и дека судијата Наки Георгиев бил против укинување на пресудата на апелација, која што е осудителна за Боро Малборо. Наки Георгиев бил против. Имам информација дека кај него бил синот на претходно на Боро Малборо, имам и таква информација дека бил кај судијата Наки Георгиев и дека побарал од него помош. Судијата му рекол не можеме да помогнам тука, бидејќи доказите околу случајот со таткото на со Боро Малборо, доказите се несобрливи, бидејќи е фатен инфлагранте со дрога, со тие работи. И рекол не можам тука да помогнам, извини, ама сега од кај знаеме ние дали во целата оваа ситуација можеме да бидеме сигурни дека Наки Георгиев е виновен или дека има основ за сомнение. Као го фатиле со 10 бона? Сега од кај знаеме? Може би при втората
средба, ако ја барал, очигледно ја барал синот на Боро Малборо, можеби за да му се одмазди зашто овој не сега да му помогне во судот, можеби му однел 10.000 евра и ги оставил на маса обележени. Без овој претходно да ги бара. Сам да кажам, не сакам да амнестирам никого. Уште дотолку повеќе што јас го поддржувам овој процес. Овој процес на но да не се прави линч. но да не се прави линч, Да не се бидејќи на тој начин не се постигнува независност во судството, туку се постигнува контрола на судството. Ставање под чизма. се внесува стравка и судиите, Дека може и нив да ги снајде. дека може и нив да ги снајде исто ако не одлучуваат како што замислиле нивните. Ако не слушаат. Да, како што замислиле нивните, или да речам политичарите или не знам. Тие што ја држат извршната власт, тогаш се внесува стравка и нив кај судиите. И мислам дека не е добро да се прави линч, но е добро да се овој процес да биде апсолутно максимално Па транспарентен. сега само сгреши со тоа суштината што го правеше со случаите на СЕО. Они беа јавно представувани како голема фама и се креваше голема фама околу нив. Голем интерес имаше на јавноста, излегува овие триве граци на пресконференции со скандалозни обвинувања што патем на суд ништо не можеа да докажат. Управо е мечко. Треба да почекаме да видиме, нели, што ќе покажат доказите, а апсолутно и јас го поздравувам овој процес, мора да се расчисти со тоа што се случува у македонското правосудство 30 години, мора да се почне од некаде. Кои суди и кои обвинители се ограничени пред законот мора да се одговарат. Софи Трајковска вика секој е невин дури не се докаже вината, тоа е. Ти, Филип, како гледаш на ова? Имаше добар статус преска. Па поддржувам. Да. Поддржувам дека треба да почне да се расчистува. Време е работите да се сменат. И мали деца знаат дека има корупција во судството. Значи, не е само нити овој судија, не е ниту само овој предмет. Судството е во застој, споро се разрешуваат предметите. Споро доаѓа правдата, често во многу случаеви доаѓа за доцнето, која веќе не е ни потребна и така натаму. Значи, треба да се направи коренита реформа на судството. Ја би ги отпуштил сите судии и од поново прием со ветинг. Нема зашто да не. Заборавив да ви ја донесам, а ја мислев, 2006 година кога дојде ВМРО на власт, на Груевски му подадов анотација за реформа на Министерство за надворешни работи. Тогаш разговаравме кој државен секретар да влезам таму, па после малку на Антонио тоа му сметаше, па се случија други работи. Во суштина, со анотацијата предлагав отпуштање на сите вработени во Министерство за надворешни работи и повторен конкурс за прием на оние што имаат соодветно образование и кои што имаат соодветен статус. Значи тоа истото може да се примени и во судството и во сите министерства и не само што може, треба да се примени за да буквално се расчисти со вишокот на вработени, несоодветните вработени, корумпираните вработени, вработените преку врски со лажни дипломи и така натаму. Значи има простор за работа многу. Јас се надоврзувам на овој позитивен дух кој што го има, кој што се избликнува од сите страни и мислам дека треба да се продолжи вака пожестоко да се расчистува во сите институции. Сега, види, у овој случај... Ако се потфати да се отпуштат, например, сите, нема зошто да не може да се смета тоа за партиска чистка, него едноставно се прави ресет на целата институција и се почнува од поново. ВМРО сега има 61, а галопира кон 2/3, така што во процесот на враќање на името, поништување на Преспа и така натаму може да се придодаде и голем ресет на судството и на администрацијата. Че отпуштање и изборот поново со ветинг. Ако мислам ќе биде малце напорно, ама нема зашто да не се почне. Ама ќе има поддршка у јавност, ќе има разбирање и се разбира, значи кога си добил толку гласови, си добил толку пратеници, с некој сериозно од тебе очекува нешто да направиш. Друго беше муабетот. Сега овој случај
така се перцепира во јавноста, но реалноста е дека ова веројатно МВР обвинителство сработиле дел од работата, но првиот чекор го направил впрочем синот на градоначалников Боро Стојчевски, Боро Малборо. Да. Значи он го направил првиот чекор, затоа што првиот чекор секогаш е пријавувањето на корупцијата, односно ако ти бара некоја државна институција, судија бил, обвинител бил, било што, ти треба да го пријавиш тој случај како граѓанин, ти си должен да го направиш тоа. Инаку си соучесник у распадот на оваа држава. Еве сега ќе ти кажам, сакам да кажам, ова не е институционален одговор, ова е совесен граѓанин. У градска библиотека која бев. Од 2005 до 2011, еден период извесен бев, мислам се разидовме со Груевски. Груевски дојде нели на власт, ја бев 6,5 години опозиција до 2012, од 2006 до 2012 па и партија Демократска десница и така натаму. Еден период, тоа е одлика на десницата, да не речем на ВМРО да помане, се почнува со апсења, имаше многу со пари, такви апсења и така натаму, горе-доле ниедно не се докаже на суд. Знаеш каква политика има у градска библиотека? Исто си мислев ќе дојде некој, нема да го видам. Странка ќе фрли под маса 1000 евра, ќе дојдат ќе ме уапсат. Сега не знаеш и имав политика на отворена канцеларија, на отворена врата. Не се затвараше врата никогаш и не пријав никој у канцеларија. Кога ќе дојдеше странка, искачав кај секретарката. У присуство на други луѓе, никој да не го видам, да не ми фрли плик под маса, нема да го видиш. Пример, у канцеларија со 1000 книги, не можеш да видиш дали некој ќе фрли некој лифче негде. И сите надвор од канцеларија ги примав и на нозе. Еве, види, ја не можам да тврдам ништо во оваа. Ја ти кажувам мое лично искуство. Не, јас зборам сега за судијава. Значи, општо и за судијата и за сите други случаи мора прво да се согледаат сите околности, сите факти и не смеат медиумите да учествуваат во креирање на атмосфера на линч и на осуда пред процес. Не смее да се однесуваме како неартикулирани. Значи, зборам како општество. Не, тоа е недозволиво. Значи, тоа на времето толпата осудувала на плоштад, толпата така како има осудено Исус, и така натаму, сега да не образлагам. Значи, мора да има соодветен процес во кој што ќе се земат во предвид сите околности, ќе се видат сите докази, фактите на обвинителството, фактите на одбраната. После тоа, ако се донесе осудителна пресуда, тоа што можеме да коментираме. Но никако не сме да се врши притисок врз судот. Судот не може и не смее да биде под притисок. Судиите мораат да бидат независни и да имаат таков кај себе, како да кажам, да немаат на плеки товар. Не товар, самите по се мора да бидат стамени во однос на тоа што мисли јавноста. Значи, така се донесе, например, правилна одлука во случајот во Тето. Со докторот. Со докторот, да. Да. Така се донесе, на тој начин се донесе правилна одлука. Значи, таму имаше притисок да се осуди некој по секоја цена. Судијата одлучи да не го осуди докторот, да, кој што го товарија дека заради него се запалила. За модуларната болница? Да, заради него се запалила болница. Глупост. Иако имаше експертизи кои што покажуваат многу други работи. Таа германска експертиза фамозна, ја не можам да тврдам дали сум ја видел или не сум ја видел или сум имал пристап, но знам дека во таа експертиза има точно образложени причинско-последични врски како е дојдено до тој пожар. И сега тој пожар и сигурно не е докторот. Не е докторот, значи. Да. Така да и во овој случај секако дека процеси од овој тип чистење на правосудство и така натаму да поддржуваме, но не и линч. Да, ама проблемот на ова правосудство и општо проблемов у држава во моментов е што тоа правосудство има 2% доверба и во суштина мислам дека и колегите од порталиве, од медиумиве, од телевизиве нема нешто, да речеме некоја хајка или тоа е главна вест, ударна вест, нормално е уапсене, одреден му е притвор и така натаму. Не е предвремено да речам осуден од медиумите, но од јавноста е, затоа што довербата у тоа правосудство била 2%. Тоа е проблемот кој што до некаде сами си го креирале
говорам македонските правосудни органи, и сега тоа е. Не знам како би излегле од таа перцепција и таа желба на македонскиот народ за крв, односно за правда. Кон тие кои што не успеале да доведат до да живееме во една праведна држава. Голем анимозитет има према тие луѓе, не знам како ќе се исправи тоа. Мечка е некој збор повеќе за моментална состојба за токсикологија. Значи, токсикологија би требало во оваа ситуација обвинител да даде наредба да се провери таму кој што прави. Таму Нема и треба се одземе ингеренциите. Таму тоа е калакурница, таму треба под итно да се интервенира. Значи, тоа е како дека таму се однесуваат као токсикологијата, клиниката кој да е на Дуј. У Грчецко да. Ко нивна да е, ко никој не сме таму ништо да им каже. Појасот Грчец. Забраниле контакт на вработените во клиниката, забраниле контакт со медиуми. Ја не знам. Демек тоа е нивно, разбираш, нема што јавноста да знае. Демек јавноста не ја финансира таа клиника, јавноста не ја дава плата на таа директорка и на тој директор таму. И на тие доктори, на тие вработени, тие кои што земаат пари на договор на дело, демек тие не земаат од јавноста, нема што они со јавноста да комуницираат и со медиумите. Тоа е катастрофално. Тоа е катастрофално. Таму би требало да влезе сега полиција. И обвинител. И да се види што се случува таму. Тоа е страшно. Ама министерот за здравство уште од Европскиот фронт. Што значи тоа? Па тоа е коалиција на Дуј. Па што министерот се штитат. Инаку инспекторат, здравствен инспекторат може веднаш да влезе и да одземе ингеренции на целото раководство на клиниката. Не мора министерот да менува никого. Судиите треба со биткоин да наплаќаат, никој нема да ги фати никад. Ете идеја за судиите. Не им давај, ќе усвојат брзо. Како? Не им давај. Мислат дека не може да ги фатат. А иначе сега Владко Неделковски вели ова ДПМН ќе купи довербата и ќе докаже дека е против криминалот кој ќе почне да ги процесира своите градоначалници за кои што има сериозни индиции за криминал па и докази. Значи вага се Владко Неделковски. Ова и сега не апси ВМРО ДПМН и кога ќе дојде Христијан Мицковски на власт не апси ВМРО ДПМН. Полицијата, односно извршната власт, тоа Мечка најубаво ќе ви објасни, апси по налог на обвинителство. Значи, во суштина политиката не би требало да има никакво замешателство у правосудните органи, ако ја добро разбирам. Како ВМРО апси. И па се начива пријава е уапсен на детало. На детало. Како? Не, на пријава на полиција. Ама детало вика имам проблем, иде у полиција. Иде у полиција, да. Полицијата составува постапува, му вика на иди таму ова, да го снимиме, да го фатиме на лице место, го фаќаат на лице место, со направен записник, со материјали, со сите салтанати, му се уваат на обвинител и му викаат имаме ваква ситуација и тогаш обвинител дава одобрение за постапката. За постапка. Одобрува. Не, операцијата е добро. Добро, поздрав до институциите што се извршиле правилно работата, но треба да се одвикнеме од тоа дека некој апси, затоа што така беше претходно и видовме до кај стигнавме до 2% доверба у правосудство. Треба вајда да им се овозможи една нормална состојба на функционирање на правосудните органи, на полицијата, да може да се ја завршат својата работа. Не треба никој никого, да кажеме, условно да апси, односно да наредува нечии апси. Треба да си биде по ПС, по процедура, со докази, кој се огрешил, нека одговара. Барем ја така гледам на работите. И тоа што го велиш ти за ветингот, даде невидени резултати во соседна Албанија. Имаше во еден ден, мислам дека некаде околу 3000, пред да се спроведе ветингот, некаде околу 3000 полицајци сами си даде отказ од работа. Затоа што знае дека нема го поминат ветингот. Значи тоа е првиот момент на самофилтрација. Вториот момент е кај што ти дополнително ги филтрираш. Еве за овој судијава се збореше дека имал огромен имот. Не, ама тоа е огромен имот. Огромен имот имаше и председателката на Врховниот суд. Па веројатно такви кои што нема да можат да објаснат од кај има имотот, сами ќе се филтрираат. Ама еве и председателката на Врховниот суд, како се викаше? Беса Адеми. Беса Адеми.
огромен имот, вили, куќи, станови, овие дуќани, коли, така натаму и така натаму. Има постапка за неј уште? Нема. Дали Или ќе има, не има? знам. А има? Нема. Епа. Се уште нема. Треба да има за секој. Нели се залагаме за ветинг. Зоран Иванов ми вели, Мичо, немој со тие цртани филмови, се знае високите Значи, кругови. без сега Деми го има стекнато тој имот сега. Не е тоа она дојдена со тој имот на функција. Наке Георгиев во Струмица го знаат дека е од фамилија која што имала секојаш. Ако има струмичани, нека кажат, еве учат. Може би го зголемил имотот нормално, ама врховен судија има 5000 евра плата. 5 бона ли е плата? Па мислам дека е 5. Пу, лепота. 3,5 или 5, така нешто. Значи ги имаат... Ама цел живот е он судија, он е и претходно судија. Он е у апелација, у основен, у кривичен, у прекршочен, у сите инстанции судски ги има поминат. И фамилиарно се све И фамилиарно се усудство. сопругата негова исто е не А знам. тоа дозволиво ли е? Се дали е дозволиво? Дали е тоа етички? Етички не е. Не знам кој предлагаше, Види се, имаше например, добра син идеја му да не негови може. исто- Или, например, еден член од семејството судија, друг обвинител, трет адвокат. Да. Не етички, ама Некој предлагаше да не може у иста област, како се поделени тие апелацијска, како беше? Како се поделени у Македонија бе? Скопска апелацијска област по области се поделени, да не може у иста област. Македонец, не знам дали од Струмица македонец, ама рече така е мечка. Значи за овој збориме од Струмица. Дека е имал и претходно. Некој тука кај нас го збореше во емисија, тоа не може да се сетам кој. Левица предложи, така е, Максимус, така е. Левица предложи да не може и адвокат, и суди, и обвинител да бидат у иста апелацијска област.